пропадна Евростандард банка. Народната банка ја одзема дозволата за работа и веќе утре ќе поднесе барање за отворање стечајна постапка пред надлежен суд. Банката со години работеше со загуби, но и покрај напорите да застане на нозе, тоа не се случи. Гувернерката на Народната банка рече дека Евростандард ја изгубила дозволата бидејќи не ги исполнувала минималните услови за работа. Давала кредити кои не можела потоа да ги наплати. Банката била под засилен надзор на Централната банка и имала поголеми ограничувања за кредитирање, но и покрај презамените мерки, ризиците останале, па таа завршила со адекватност на капиталот од само 2%. Клучот на врата бил неизбежен. Презамените обврски по ревидираниот план за докапитализација во првата половина од оваа година не се исполнија. Ниту во целост овој период се обезбеди разумно уверување и цврст доказ за известност за навремено обезбедување на потребната капитална поддршка за банката. По колапсот на банката доаѓа најтешкиот дел. Обештетувањето на клиентите тешко 71,5 милион евра на 136.000 штедни сметки. Исплашени од тоа што ги очекува и дали ќе им пропаднат парите во банката, попладне во централата во центарот на Скопје беше преплавена од нервозни штедачи. Интервенирала и полицијата, која по некое време успеала да воспостави ред. Од Фондот за осигурување на депозити велат дека имаат пари и дека 99,4% од луѓето ќе биле обештетени. Сепак 780 лица нема во целост да си ги добијат парите назад, бидејќи нивните влогови надминуваат 30.000 евра, колку што изнесува лимитот кој го покрива Фондот за осигурување. Фондот преку посебно соопштение до медиумите на својата веб страница и преку објава во јавните гласила ќе ги информира депонентите за датумот на почеток на исплатата на обештетувањето на осигурените депозити, за називот на банката или банките преку кои ќе се врши исплатата на обештетувањето, како и за начинот на подигање на потврдата за собственост на депозитите. Со затворањето на Евростандард 170 вработени ќе останат без работа. Се уште не се знае што треба да прават луѓето кои земале кредит во банката. Гувернерката ги повика останатите банки да преземат дел од кредитите и вработените. Сепак стечајниот управник ќе одлучува на кој начин ќе се враќаат замените кредити од Евростандард. Ова влегува во надлежност на стечајниот управник и представува дел од управувањето со стечајната маса, така ние не би можеле во тој дел нешто конкретно да кажеме. Меѓутоа се надеваме дека секако стечајниот управник кој што ќе биде назначен ќе води сметка и ќе излезе во пресред на граѓаните. Евростандард беше формирана во 2001-та, а во јануари 2014-та го купи државниот удел во Поштенска банка. По низа тешки години лани Комерцијална банка требаше да ја купи Евростандард, но договорот пропадна, бидејќи банката ја надмина привремено кризата. Мнозински акционер е бизнисменот и поранешен градоначалник на Скопје Трифун Костовски. Гувернерката Ангеловска Бежовска тврди дека и покрај пропагањето на Евростандард банкарскиот систем е стабилен, бидејќи оваа банка имала незначително учество во депозитната и кредитната база од неполни 2%. Другите банки имале адекватност на капиталот од 17,2%, што е двојно повеќе од законскиот минимум, а нефункционалните кредити изнесувале само 4,7%. Растот на кредитите на крајот на јуни изнесувал 6,6%, а на депозитите 8,4%.